Зборуваш, слушам, гледам, се правам. Ево за тебе. Добър ден, дечки. Гледам 6 минути пред време, а 20:20 сте тук. Ќе се приклучат другите. Како сте? Добре, како сте? Добри. Одлично. Еве денес да ви споделам да видите што ќе учиме. Многу интересно. Многу практично. Еве вака. Ова мислам дека ги имам учено до 5-то. До 5-то, да, ама сега ќе би да видиш како поинтересно напиша. Истото го учиме. Симетрија? Да. Сега први ќе повториме нешто што знаете, а потоа ќе учиме некои нови работи. Во математиката секогаш тоа што го знаете се надоградува со нови работи. Наставниче? 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 Здраво. Наставниче? Појли? Кажи. Маја Голабовска ве викаше. Не бев тука, ги земав пенкалото, си го земав за пишување, си го оставив во другата соба. Не ја слушнав. Вај нека кажи што сака Маја. Кажи Маја. Сега ни е страм да зборува па? Нека напиши ако не. А вака да ви кажам дека утре часот ќе ни биде во 2, стариот наш термин. Оти наставникот по историја предлага нешто друго, може ќе имате, нешто ќе имате на Zoom со сите оделенија едно по едно. А затоа, за да му бидат поврзани оделенијата со ред, јас го стапив терминот, ќе одиме со стариот термин, че утре часот ни е од 2. Наставниче, за 1 мај ќе имаме час? Не бе, душа, на 1 мај имате да излезете од 12 до 2. Само. Први, втори и трети, значи петок, сабота и недела можете да шетнете само од 12 до 2. Ако живеете во зграда, фатете некоја позиција на тераса. Ако живеете во куќа, уживајте малку во дворот и шетнете. Денеска имаше некоја лажна информација од Сабајлето дека ќе учиме од 18, ама очигледно не е таа точна. Сега пред да почнам со часот прочитав на Facebook во Србија, официјално нема да се почне со настава на училиште. Што зборувам за Србија. А кај нас како ќе биде, ќе видиме. Наставниче? Повели? Се извинувам, преска нешто ми закочи, не можев да ве слушнам. Не бев тука, душо. Си го земав пенкалото за пишување. Ќе ве прашував дали на крајот ќе не прашувате прашање како што кажавте вчера? Прашање во врска со ова, ако имаме време, прашањата се напишани како и секогаш. Че се зависи како ќе ни оди часот и дали ќе имаме време да почнуваме. Инаку прашањата стојат тука, секако ќе ги одговараме. Ако не сега, идниот час, затоа што сега треба да кажеме некои работи и сега многу битно дали ќе ни бидат доволни овие времето што го имаме. Оти сакам да ги нацртам и да видите што значи тоа. Што ќе го правиме сега уствари. Имаме многу фигури за цртање и сите ќе треба да ги нацртаме
Да му ги најдиме оските и така натаму и така натаму. Добар ден. Добар ден. Повели? Кога почнува наставниче? Официјално за 1 минута, а неофицијално почнати сме веќе. Повели? Jaz počutim zelo zaupno, če se organizirajo i bilo kako nikada. Ќе видиме, ајде, ништо не се знае, тоа утре. Prvi je дека vidimo karantinu i da ne vidimo karantinu. Če odlučuva. Ако одлучат, шо ќе одлучат, то ќе правиме ние. Како е насловот? Денеска имаме симетрија. И ротациона симетрија. Значи, симетрија имате учено, ама вториот поим ротациона симетрија, и тој треба да ви е учен, ама ќе видиме. Наставничката по религии прашува в четврток кога сакате да ви биде тестот. По религии, наставничката Марија прашува кога сакате да ви биде тестот по религии четврток. На сабајле или приквечер? Sabajlje. Prikreće. Крајот не ви се наоѓа. Значи, добро, во стариот термин по часот по математика, во 4 ќе речем дека сте сакале, а затоа што ние часоите утре и четврток ќе ги имаме од 2. Nastavniče. Мола? Да кажем на тество запознавање со религиите во Teams. Дали Кога? е за со наставничката не знам, мислам дека се викаше Марија или Да. со другата. Мислам дека е со Марија, затоа што Марија го користи Teams. А наставничката... Бидејќи имам видено дека има час, ама не знам дали е со Да, Лидија. со не, со Марија. Со Марија. Наставник. А Мола? наставниче? Овели. Дали сите треба да имаме со наставничката Марија? Не бе душо, тие што и кај што предаваше. Во кој оделение предава наставничката Марија? Во четворката и во петката. Па само за четворката и за петката важи. Наставниче, Мола? се извинувам, утре и други ден, сега во 2 имаме часови. Да, затоа што моите колеги ме замолија, треба да му отстапам термин, сакале нешто да работат, па ќе завршиме од 2, веднаш после полицискиот час за вас. Значи, утре и други ден од 2, стариот наш термин што си беше. Тоа што нема да биде тука, може да го гледа потоа и на YouTube. Истото што го правиме тука. Јасно? Ајде вака се. Еве, 16 часот и 3 минути. Добар ден на сите. Како и секогаш, еве да го почнеме денешниот час. Значи, правилата се секогаш исти. Кој што сака да каже, слободно нека каже. Кој што треба да замени побрзо од часот, нека замени побрзо. Вечер ќе имате снимка од комплетниот час. Исто така, задачите што ќе бидат работени, ќе ги имате, можеби не денес, ама денес, ако следите добро, ќе се обидам да ви покажам како сами да си ги нацртате. Вчера се обидов да ви покажам како во геогебра тоа се прави, денес практично ќе ја покажам геогебра и како можете сами да си ги нацртате. Ако ја симните геогебра, може да си ги цртате самите на вашите компјутери. Ако компјутерот ви кочи или имате проблем со интернетот, може би од тоа што имате уклучено геогебра. Значи, сега не пробувајте, туку гледајте, а потоа на рајот може да си го гледате видеото и да пробувате да експериментирате во геогебра. Доколку некој сака, може паралелно, како што ќе работам јас, така да работи и тој, но тоа не е пожелно. Но може. Како што гледате, денес ќе работиме за симетрија. Да прашам сега вака. Што мислите? Не на сликите, 4 слики имаме покажани. И може да ја видите димензијата. Симетријата, освен овие 4 слики, каде можеме да ја забележиме на друго место?
Што мислите? Дали некаде сте забележале нешто што е симетрично? Па било каде. Сега правиме муабет општо. Каде сте забележале симетрично во природа, во предметите, во секојдневниот живот? На некој може лицето му е симетрично, моето не е сигурно. Каде имате, што ви паѓа на памет? Ќе ви подсетам, како идеја ќе ви дадам. Снегулката, дали мислите дека е симетрично? Да. Па ајде сега, што мислите? Кој друг предмет симетричен? Топка. Топката, добро. Друго? Таблата. Прозорецот. Има слика На што слика, дошо? Столица. на нешто на Споделено, да, животен. имам споделено слика. Рамката, добро. Друго нешто? Телефон, телевизор. Чак, телефонот не знам дали е симетричен, копчињата симетрично се распоредени на него. Ако е правилен, да, може. Сега ќе зборуваме за тоа. Друго нешто? Кога одите во вода? Листот. Добро. Друго нешто? Ленир. Маса. Така. Тоа се примери. Ај гледайте кај што се наоѓате во собите околу вас. Што е симетрично? Што забележувате симетрично? Перница. Зидот, кревет. Шкаф. Така. Сега. Добро. Перница. Вратата. Добро, готово. Најдовме многу предмети. Сега ќе откриеме кој во која соба седи дома. Ако продолжите вака. Сега наредно. По што знаете дека предметите се симетрични? Тие сите што ви кажавте. Молам? Или пак на повеќе делови како ќе ги Аха, значи не мора само едно да биде, значи може поќе делови да бидат. Например, сега да ги разгледаме цртеживе што се дадени, после ќе ви пуштам други. Пример, стрелкана. Знаеме дека е симетрична, она линијата што е сино обоена, таа што е хоризонтално напишана, што и прави на стрелката? Дели на... Така, ја дели на половинки, на 20 делови. Срцето? се дели на половина. А третата форма? И тоа се дели на 20. Така, значи, вака видите, она линијата што е нацртана, гледате во дефиницијата, се вика линија на симетрија или ние ќе викаме оска на симетрија или некаде поинаку, долани има тучено, таа се вика и линија на превиткување. Зошто се вика линија на превиткување? Па ако го имате нацртано предметот и ако вие го свиткате по таа линија, вие треба да добиете идентични делови. Ако при виткањето не добиете идентични делови, тогаш не се работи за оска на симетрија. Чи денес ќе треба да се обидеме, да нацртаме што е можно повеќе четириаголници и да кажеме кој од нив колку оски на симетрија има. Сега, јас ова што го гледате ќе го прекинам со споделување и ќе ви споделам геогебра. Значи, се сега што ќе правам, ќе се обидам да цртам во геогебра. Ќе ви кажував минатиот час, еве геогебра. Дали ја гледате? Да. Сега, повторувам. Можно некаде да кочи, можно да прави проблеми, но не паничете, тоа е од се пред се од брзината на интернетот, затоа што геогебра бара нешто повеќе ресурси, ама ќе се снајдиме. Така се. Сега преđеска да праша ротација и ротацијски ред или ротациона симетрија. Први пишете ротација, па што ќе правиме? Сега вака. Во геогебра сега ќе внесам јас една слика, што имам во компјутерот, специјално ја избрав за вас. Не ова. Значи вака. Вака. Што го пишувате, треба да го напишеме? Ова не можете да го напишете, души да сакате. Значи вака се. Значи сега имам во геогебра отворена една слика, која што ќе се обидам да ја зголемам.
Ева, и да ја преместам. Што гледате на сликата? Во вода. Така. Сега. Дали има тука некаква симетрија? Има одразот на овчата и Каде ќе се наоѓа линијата на симетрија? помеѓу водата и земја. Водата и птицата. Ајде сега да се обидам да ја нацртам оската и да провериме дали тоа е токму така. Са. Требало да погодам ова ако можам. Значи права се можам да ја преместам ако сметам дека е грешна. А мислам дека не е сгрешена. Или е малку сгрешена. Вака. Можно да е малку сгрешена, ама не е битно. Дали треба погоре или подолу, што мислите? Малку погоре. Погоре се. Ајде да видам, да, малку погоре. Малку погоре треба да појдеме. Сега ќе провериме. Значи, ова внимавајте е природна слика, слика од природата. По која што? Вака. Значи, гледате ова линијата што ја нацрта, во суштина ни ја представува оската, која што горната слика ја пресликува во долната слика. Еве сега ќе го зголемам ова, да го видиме. Е ли ви јасно ова? Сега. Значи, горниот дел е пресликан во долниот, значи одразот сликата на птицата во водата, одразот нејзи. Сега, затоа што зборував минатиот час. Значи, сите слики што ќе ги направиме на овој час, ќе може да ги имате вие, ќе ви ги споделам, а ваша задача за домашна ќе биде, бидејќи сите имате GeoGebra, ќе се обидите да ги поставите во файл во GeoGebra, во PowerPoint, сите слики што ќе ги направиме. Тоа не морате задолжително, но кој што сака. Значи, таман ќе учиме и како се работи. Одиме тука, ќе пробам првин да ја снимам сигурно директно кај мене, ќе кликнам Save. И сега пишувам... Наставниче, Молам? се извинувам, но како би ја пресликале во нашата GeoGebra? Ова ја, па јас ќе ви го пратам сега линкот од овој файл и вие можете со тој линк да си го ставите кај вас. Значи, овој линк што сега го правев јас што ја снимав, можете вие да си ја ставите. Или пак ќе ви го пратам целиот файл, па може да си го ставите вие во вашата презентација. Да. Вака, сега ја снимам. Сега ќе одам, ќе отворам друга слика, што ќе видите дека што ќе направиме. Ќе отворам нов документ. Иде многу интересно, се имам една слика. Сега ќе ја видите, специјално избрана за вас. Сликата е од леопард. Ама е многу специјална сликата. Сликата е специјална. Што е прикажано на сликата, гледате? Половината Ето така. Сега. Значи, да пробаме сега да направиме, тоа ќе оди многу тешко. Што мислите, каде треба сега да ја поставам оската тука? на крајот кај нос. Така, кај што не е нацртано всушност. Значи треба да биде вака се. Првин ќе изберам две точки. Значи едната е еве овдека горе. И друга точка вамо од прилика долу кај носот. И ќе нацртам правата, за која што предпоставуваме дека е оскат. Ако ни е грешно, ќе пробаме да ја поправиме. Овдека би требало да е оскат. Така некако. Малку е грешна, ама ќе изместиме. Мислам дека оваа треба да е оскат. Сега. Ако ова е оската, треба да го пресликаме од другата страна, да видиме што ќе добиеме, ама сега има еден проблем тука, што сликата што е дадена нема да ни дозволува, ама јас ќе ви ја направам вечер. Оваа слика треба да ја направам точно да ја прикажи само половината. Ако се обидам да ја смалам сликата, вака, да се обидам да ја смалам сликата, видите се смалува комплетно. Значи не е во ред, не можам да ја пресечам. Се обидам додека решавате после на чак крајот на часот или пак за идниот час,
Да ја пресечам половината од сликата, па да видиме каква ќе биде симетријата незина од другата страна. Еве да го зачувам овој документ, ќе ни се најде за после. Сега. Одиме по триаголниците. Кој триаголник сакате прво да го нацртам? Да видиме колку оски на симетрија има. Што мислите, кој е најправилен од сите триаголници? Рамностран. Рамностран триаголник. Сега. Во GeoGebra имате опција за цртање на рамностран триаголник многу едноставно. Значи, тоа ви се наоѓа во четвртата група на алатки, овдека горе. Во делот кај полигон имате опција Regular Polygon. Тоа ви е правилен многоаголник, за кој што ќе зборуваме нешто покасно. Значи, триаголникот е правилен многоаголник. Значи, ќе изберам, еве, например, овдека, во 0, и страната ќе земам да има, еве, например, 6 cm. Кликнувам и ми се појавува прозорче во кое што пишувам темење. Сега ќе напишам 3. Притиснам ОК и еве го рамностраниот триаголник. Значи сега, што мислите колку оски на симетрија има овој триаголник? И кои ќе бидат? Молам? 3. Ќе има 3 оски на симетрија. 3 оски на симетрија. Каде ќе бидат оските? Како ќе ги нацртаме оските? Еден по еден, дечки, еден по еден. Еден по еден, да се слушам. Од ова ТМЦ до каде? Тројката долу. Так, па за таа цел, значи средина, ете таа, тоа беше целта. Еве во GeoGebra има опција Midpoint or Center. Ќе кликнеме страната било каде АБ, автоматски добиваме средината. Ќе кликнете на страната, сгрешив. Ќе кликнете било каде на страната и автоматски ви се добива средината. Значи, избирате опцијата за средина и кликнувате било каде на страната и автоматски се добива средината. Еве. Сега за да ја нацртате оската, избирате алатката за права, тоа е третата група алатки. Избирате, еве како што рече Стефан, правата точка и ова средината. Кај тројката што рече. Еве е А, еве е средината, еве Б и средината. И сега колку оски има на симетрија триаголникот? 3. Ајде да видиме кој друг триаголник е втор по правилност од сите триаголници. Рамностран триаголник нацртавме, Нека се зачува. И сега ќе цртаме рамнокръг триаголник. Еве готов е. Сега ќе отвораме нов документ и ќе ја цртаме. Сега, внимајте како ги цртавме прецизно рамнокраките триаголници. Сега нема да одиме толку прецизно, ја само ќе ви кажам како најбрзо да го нацртаме сега. Избирате точка, уствари вака, ќе изберам директно да го цртам триаголникот за побрзо. Избирам опцијата полигон, не регулар, туку полигон. Значи, кликнуваме на -4 и исто толку од другата страна, 4, и на средина кликнувате каде сакате горе. Ја кликнав на 10 и еве го рамнокракиот триаголник. Што мислите? Што ќе биде оска на симетрија кај рамнокракиот триаголник? Исто како што беше на рамностран. Ама колку ќе има сега оски на симетријата? Една. Една ќе има. Значи сега оската на симетрија ќе биде од озгора, значи од темето С до средината на оваа долу, односно до Д. Значи оската ќе биде правата што поминува низ С и низ Д. Да не буни, сега овдека, ја ќе ги скријам. Еве десен клик, ќе ги скријам и сите. И еве оската. Дали ви јасно? Сега прашање за вас. Дали разностраниот триаголник има рамнокрак? Дали разностраниот триаголник има оска?
Не. Дали правоаголниот триаголник може да има оска? Правоаголен триаголник. Може би да. Ево, да или не? Може би да. Ајде, а кога може би да? Тоа значи дека може да има, може и да нема. Кога би имал? Да. Прашање, кога би имал правоаголниот триаголник оска на симетрија? Кога би имал барем две исти страни. Аха, и тогаш како го викаме тој? Рамнокръг. Рамнокръг правоаголен. Еве сега ќе ги појавам мрежата. Сега ќе цртаме рамнокръг правоаголен. Ќе ни требаат сите овие, затоа прво ги цртам, и после ќе му правиме нешто на овие сите фигури. Зато губиме време да ги нацртаме. Значи, за да биде рамнокръг правоаголен, требаше едната катета, еве да му е од 4 до 0. Таа другата требаше да е 4 и ова ќе се вратиме назад. Ова е сега рамнокръг правоаголен триаголник. Што мислите, која ќе биде негова оска? От Б до Б. Од Б до каде? До средината. Така, до средината. Значи, мора да ја најдеме средината први на хипотенузата, на најдолгата. Грешно. Јас се најдов средината на триаголникот. На оваа ни треба. Значи, оската поминува низ темето на правиот агол и низ средината. За како сакате виткајте го овој триаголник, по оваа оска ќе добиете два исти помали правоаголни триаголници. Сега одиме, сорете, се снима ова. И размислувајте са кои четириаголници ќе ги цртаме. Почнуваме од најправилниот. Ајде. Значи, кој е најправилен од сите четириаголници? Квадрат. Квадратот, бедечки, квадратот. Еве сега отвораме ново. Не ми треба мрежата. Исто, регулар полигон цртаме, правилен многоаголник. Видете сега како ќе го нацртам само. Избирам две точки и сега автоматски ме прашува колку темиња сакам. Ја ќе избирам 4 и еве го квадратот. Сега прашање до вас. Колку оски ќе има квадратот? И кои ќе бидат тие? 4. 4. Како ќе ги најдеме тие? 4. Први темињата, па после... Вака темињата не може темиња, туку треба да кажеш кои две темиња треба да се поврзат или што да... Значи диагоналите. Д и Б, С и А. Значи диагоналите први. Еве ги диагоналите. Ова се двете оски. Наредните? Така. Сега вака, внимавајте. Имам едно прашање. Ако ја најдам средината на едната од страните, дали треба да ја барам средината на оваа другата страна? Не. Затоа што таа е симетрична, доволно да го имаме овој пресекот што е овдека, ама ја ќе ја најдам за побрзо да ја нацртаме. Штом наоѓате средина на една страна, овдека имате пресек на овие страните, чи диагоналите нели во квадратот се сечат. Значи другите две оски ќе поминуваат низ средините на страните. Колку оски доби дека има квадратот? 4. Што е карактеристично за сите оски кај квадратот? Што прават тие? Добро е, освен што го делат. Триаголник? Се сечат во иста Се точка. сечат по една точка. Така, и таа е центарот на квадратот. Еве сега, јас ова сега го снимам, вие бирате друг четириаголник. Правоаголник. Правоаголник. Ајде, правоаголник. Нека се сними само ова.
Сега додека чекаме вака. Што мислите? Колку оски ќе има правоаголникот? 4. И што? 2 има како квадрат. Значи, 4. ајде сега ќе видиме. Цртаме правоаголник. Правоаголникот се разликува од квадратот, под квадратот по што? Тоа што сите страни не му се исти. Значи се разликува од квадратот тоа што сите страни не се исти. Значи, овој сега правоаголник што го нацрта. Како ќе ги најдеме? Сега ги кријам оските. Како ќе ги најдеме оските? Некој рече 4, некој рече 2. 4. Првин ќе го поделам. 4. 4 се први. Не се 4, не може да бидат 4. Тие се 2. Сега ќе видите. Ај. Вака. И Д и Б. Вака сега. А и Ц, ако го направиме, тоа ви е првата грешка што ја правите. Вака. Сега ќе видите зошто. Добро, сега. Добро, дечки, внимавајте сега. Сега ќе ви покажам зошто диагоналата не е негова оска. Значи, кој ќе ја нацртате диагоналата, вие всушност добивате триаголник. Сега ќе го обојам триаголникот. Вака. Така? Сега. Правилото за оска на симетрија викаше дека ако овој плав триаголник го завртите, го превиткате во однос на оваа оска, вие треба да го добиете горниот обоен триаголник. Ај сега да видиме. Ја земаме оваа оска и го земаме овој триаголник. Видите што добивме? Дали овој триаголник сега е истиот со тој другиот што требаше ACD? Не. Тоа значи дека диагоналите не се негови оски на симетрија. Значи сега оваа оска ќе ја направам јас црвена да се знае дека не е оска на симетрија и ќе ја задебелиме. Ова не е оска на симетрија. Тоа значи кој ќе бидат оските? Значи исто така оска нема да биде и другата диагонала. Да. Аналогно. Сега, која ќе биде оската ако не се овие две? На половина. Така, значи на средините ни страните. Значи правоаголникот го виткате вие по средина, не диагонално. Квадратот заради правилната форма можете диагонално да го виткате. Значи сега ги бараме средините. Грешка моја. Опа. Значи сега барам средина на АД, средина на другата страна, средина на подолгата страна и долната и само да ги нацртаме сега оските. Значи сега овие две прави што ќе ги нацртаме се всушност оските. Сега бидејќи рековме дека оските нема да бидат со испрекината линија, ќе смениме бојата, ќе бидат тие не плави, да се разликуваат од црни ќе бидат. Дали ви јасно? Значи правоаголникот колку оски на симетрија има? 2. Ајде сега ќе одиме на друга фигура да цртаме. Наредно ќе го нацртам паралелограмот, ама да го снимам. Вие мислете колку оски има? Значи цртаме паралелограм. Значи се сними ова, сега рековме цртаме паралелограм. И требаат сега линиите, ќе ги пријавиме, за да ни биде полесно цртањето, а потоа некој од наредните часови ќе учиме како се цртаат точно. Значи цртаме сега паралелограм. Тоа не е правоаголник, ама искосен. Дали така беше? Ќе почнеме одавде, од -4, ќе одам до 6. Сега, нагоре ако би одел право би добил правоаголник, би одел косо, например колку 1, 2, 3, до 9, значи тоа е 3. Значи исто така би било косо овдека 3, 1, 2, 3, тоа би било така, да во -1.
И еве го паралелограмот. И ова ќе има две. Ајде да видиме. Кои ќе бидат двете оски? Не е исто самиче. Нема да има. Нема да има. Зошто? Нема да има оски на симетрија. Нема да има. Вака, прво ќе покажеме зошто нема, едната дијагонала ќе ја цртам. Сад оваа ќе ја нацртам. Еве оваа дијагонала. Оваа дијагонала паралелограмот го дели на два триаголници. Триаголниците, да, ќе ги викаме идентични или складни триаголници, ама таа нема да бидат, еве го вака и само да ја сменам бојата, сега овај пат ќе го нацртаме, розово, и да се обидиме да го пресликаме. Значи, розевиот триаголник со оската. Или не го добивме другиот триаголник. Сега, не може да биде ни другата дијагонала ако ја нацртаме. Еве ќе се обидам да ја нацртам и незе. Ниту другата дијагонала нема да биде оскат. Сега добиваме друг триаголник. Тоа ќе биде овој триаголник долу. Еве вака. И овој триаголник сега ќе го обојам во друга боја. Ќе рековме дека сино ќе го обојаме. Еве го вака. И сега кој ќе направиме да го пресликаме тој, видите дека нема да го добиеме горниот. Значи двете диагонали не се. Средините нема да можеме да ги поврзиме, затоа што видите што ќе се случи. Ако ги најдам средините на страните, еве например на пократките страни, значи на оваја и оваја страна, и ако ја поврзам, оваа средина со оваа средина овдека, точно го поделив на половина. Ама видите сега што ќе се случи. Ако го нацртам четириаголникот што при тоа се доби, тоа е овој овдека, еве го, и ако тој го обојам сега, например со жолта боја, немаме жолта боја, некаква си каква, еве ваква, зелена, и ако се обидам тој да го пресликам, значи, ова е во однос на ова. Видите, добивме некоја си стрелка, не го добивме голниот. Значи, заклучок што е од ова? Паралелограмот, дали има оски? Нема. Значи го зачувуваме ова. Нема. Јас додека зачувувам. Мислете сега прецртаме ромб. Ова беше паралелограм, сега цртаме ромб. Размислете како изгледаше ромбот и дали тој ќе има оски на симетрија. И требаат оските, ти многу тешко за цртање на ромбот, уствари не е тешко. Учиме покасно како се црта. Еве јас го нацртав сега ромбот, само што да ги поврзам темињата. Отаа кога некој гледаше како го цртав, може би ќе открие кои се неговите оски. Има две оски на Две има. Кои ќе бидат? Кои ќе бидат оските? Значи, што се тие одсечки што ги кажувате? Диагонали. Значи, ромбот има две оски на симетрија. Помалата диагонала и поголемата диагонала се оските на симетрија. Еве да покажеме дека тие ќе земеме едната. Ќе земеме овој десниот триаголник, овдека. И овој триаголник го боиме, например со сина боја. Вака, и ќе се обидиме да го пресликаме од другата страна. Видите? Се погоди да биде идентичен. Ако го направиме истото за долниот триаголник, и ако овој триаголник сега се обидам да го обојам, ако може, друга боја, еве се познаваме, ќе смениме бојата, не ваква, еве ваква. И ако се обидиме да направиме осна симетрија, на тој триаголник
Со оваа оска, видите се доби другата половина. Значи заклучок, ромбот има две оски на симетрија. Сега додека цртам, додека се зачува, размислете. Ќе цртаме трапез, правоаголниот трапез. Или ајде рамнокракиот, тој е најправилен. Рамнокракиот трапез, колку оски на симетрија има? Едно. Едно. Една. Сега ќе видиме. Прин да го нацртаме, знаете како се црташе тој? Да. Значи ви кажува финтата со правоаголникот, ама сега бидејќи немаме толку време, ќе отцртаме вака. Значи, еве од 5 долу, 5 нагоре и овдека ќе земеме по 3 од двете страни. Еве го нацртан е рамнокракиот трапез. Која ќе биде оската овде? На средина. Која е на средина? На средина. Ќе имаме вертикално или хоризонтално на средина? Измеѓу С и А. Значи, како се викаа страните А, Б и С, Д кај трапезот? Значи, А, Б и С, Д. Како се викаат тие страни кај трапезот? Вертикално. Не, основи. Значи, А, Б и С, Д се викаа основи на трапезот. И сега добивме нов. Што добивме сега? Со поделбата на рамнокракиот трапез со оската. Ова сигурно е оска. Два трапези какви? Правоаголни. Правоаголни. Да, Правоаголни. правоаголни. Еве сега ќе го обојам јас левиот, да видиме дека навистина ова е оска на симетрија. Еве вака. И ако земиме сега да ја пресликаме, точно се доби другото делче. Значи трапезот има колку оски на симетрија? Една оска на симетрија. Сега да го снимам ова. Што мислите, правоаголниот трапез, дали ќе има оска на симетрија? Не. Зошто? Не. Не. Зошто нема да има? Ако би имало, каде би пробале прво да ја наместите? Ево дека имаме два правоаголни трапези. Затоа што нема ни на иста страна. Така, нема страна. Значи, ако би го ставиле овдека вертикално надолу, меѓу F и D, нема да бидат исти дължина. Ќе добиете правоаголен трапез и правоаголник. Значи, нема да може. Ако пресечите вака, хоризонтално, повторно би добиле два правоаголни трапези, ама ќе бидат различни меѓу себе и нема оска. Значи, од трапезите, само рамнокракиот трапез има оска на симетрија. Сега, додека се зачува ова, мислам се зачува, ни остане уште само една фигура. Која е таа што не ја спомнам? Делтоид. Така. Делтоид. Што мислите? Делтоидот колку оски на симетрија ќе има? Едно. Едно. Ај сега да се обидам да го нацртам првин. Делтоидот, ова е 5, ова ќе биде 4, ова ќе е 8. Еве го делтоидот. Едно. Која ќе биде оската? На средија. АЦ, значи диагоналата и тоа поголемата диагонала. Значи поголемата диагонала ќе е негова оска. Ајде да ја нацртаме сега. И да провериме. Ќе го нацртаме триаголникот, сега ќе го земам левиот, тоест десниот триаголник. Значи, ако го обоиме, еве вака, и ако се обидиме да го пресликаме, ќе добиеме дека тоа е идентична половина од другата страна. Дали ви јасно? Да.
На тој начин ги поминавме Да. сите четириаголници. Но, Сега. да. Сега почнуваме со нешто што е уште поинтересно од ова. А сега тоа ќе видите што ќе биде. Треба да го снимам делтоидот. Ева се. Сега ќе ве запознам во ова време што ни остана, што е тоа ротацијски ред. Тоа е поврзано со симетријата, ама е многу поинакво од него. За таа цел, јас сега овдека ќе ги скријам овие триаголници. А претходно да пуштаме се полни лаптопот. Вака се. Овие линији што се добија не ни требаат. Значи вака, ротацијски ред. Ај ќе ви објаснам на цртеж, затоа што на цртеж многу поубаво се учи. Чекајме овие да ги скријам да не ни се. Вака. Не знам зашто не можем да ова плавото. Има овој. Опеве го. Вака се. Ротацијски ред значи ако било кој предмет се обидите да го ротирате околу неговиот центар. Значи, околу неговиот центар. И при тоа вртењето ви е за 360 степени. И ако при вртењето фигурата се поклопи со почетната фигура, тогаш велиме дека има фигурата некаква ротацијска симетрија. Сега, ако при вртењето само при почетокот и при крајот се добие истата фигура, велиме дека има таа ротацијски ред единица или дека таа фигура нема ротациона симетрија. Но сега ќе видите како изгледа тоа на пример. Вака, јас на полигонот, значи кој ни е полигонот да видиме, како го значивме горе. Q1. Значи сега се обидувам да го најдам центарот на полигонот, кој што беше Q1. Неа точката е. Сега внимавајте што ќе правам. Ова точката е ни е центарот на делтоидот. Сега ќе направам нешто што се вика слайдер. Овој слайдер ќе биде агол и тоа ќе биде ротацијата за 360 степени. Нека стои како што е. И нека аголот се вика, ќе ми треба да го селектирам алфа или ќе го пишам јас А. Сега видите што ќе се случи. Ќе го прикажам, оти ќе ни треба горе. Еве го. Ова ни е слайдерот. Сега, ќе правиме ротација. Па вие сега на четириаголникот околу точката Е за аголот А. Сега. Видете сега што направив јас овде. Ако аголот ми е 0 степени, ја имам фигурата што е почетната. За да определиме дали делтоидов има ротацијски ред или ротациона симетрија, треба јас постепено да го ротирам. Вака, еве ќе пуштам. Постепено да се ротира, вие гледајте анимацијата сега. Делтоидот се ротира. Дали ќе забележите одреден агол при кој делтоидот ќе биде ист со почетниот? И колку пати при едно завртување ќе биде истата фигура? 2 пати еднаш. Са 2 пати или еднаш? Први внима? Еднаш. Оди први до 360, после се врти обратно. Значи тоа е како една цела ротација да му направите. Значи, делтоидов има ротациона симетрија од ред 1,
односно за него ќе велиме дека нема ротациона симетрија. Чи може да си запишите. Делтоидот има една оска на симетрија, а нема ротациона симетрија. Дали ви јасно? Сега, ова ќе го покажеме за сите фигури што ги нацртав. Дали ви јасно? Да. Значи, ротациона симетрија се добива ако ја вртите фигурата околу нејзиниот центар за 360 степени. Делтоидот само еднаш ќе се поклопи и затоа велиме дека нема ротациона симетрија. Еве сега ќе изберам некоја фигура што има повеќе. Например, ќе го изберам правоаголникот. Може? Ајде сега ова ќе го зачуваме. Уште еднаш. Делтоид. Веќе го имавме нацртано правоаголникот. Така се зачува ова. И сега ќе го собидам да го отворам, тоа што ви кажував сега. Еве ги сите фигури што сега ги креиравме си стоат. Затоа ве терав минатиот час да ги имате вие, да ги цртате. Например, сега да го најдеме правоаголникот, кај беше? Стои во што некаде одека. Ќе земам триаголникот. Еве го правоаголникот, ама не го видов со... Еве вака се. Во овој дел ќе ги скријам сега. Триаголниците. Ќе ги скријам. Колку оски рековме дека имаш? 2. Сега ќе ги скријам и сите оски негови. 2 оски беа вертикалната и хоризонталната, така? Евака. Да не ја барам средината, ќе вратам назад, ќе најдам пресекот на 2 оски, и оваа точка што е средината на делтоидот, на правоаголникот. Сега ќе го направим истото што го направи преѓеска. Да ја скријам и оваа точка, да не се гледа. Евака. Значи, правиме слайдер. Тоа е првата опција. Слайдерот ќе го означиме со буквата А и тој ќе биде агол, ќе биде од 0 до 360 степени. Ова инкремент значи за колку да се зголемува аголот, ќе кликнеме ОК. Сега, ќе вршам ротација на правоаголникот околу центарот за аголот А. Ќе кликнам ОК. Сега видите што ќе се случи. Први да го извадам слайдерот. Сега, први да го наместам на 0 степени. И видите што ќе се случи. А зашто не се ротира сега? Нешто имаме сгрешено. Ајде да видиме. Овој. Сега да не го прецртувам, ама изгледа ќе морам да го прецртувам. Ајде да пробам уште еднаш. Значи, овој триаголник околу оваа точка за агол А. Ајде да видиме сега. Не е во ред. Значи, треба да го прецртам уште еднаш од почеток, ама брзо оди. А не мора да се зачува. Го нацртаме правоаголникот, тој барем е лесен за цртање. Сега ќе го нацртаме правоаголникот. Еве вака. Ќе го определиме неговиот центар. И сега ќе направиме првин слайдер. Ќе го крстиме слайдерот со А. Тој ќе биде агол. И ќе вртиме за тој аголот. Значи, ќе го ротираме правоаголникот околу точката е за аголот А. Сега можеме во насока да избериме. Значи, ајде сега да видиме дали ни се направи анимацијата. Еве сега е се во ред. Значи, забележете колку пати триаголникот, правоаголникот при целото вртење 2 пати. Значи,
Ајде забележиме кога се поклопува првиот пат. При колку степени? 180. 180 при половина завртување. Значи, во овој случај, сега ќе го запрем точно на 180 еве овдека и ќе го, еве го, ќе видите како се ротира, кој ќе дојдам до 180, ќе се поклопи скроз. Ако го однесам малку помалку, видите 172 степени не е поклопен. Значи, како заклучок, првоаголникот, колку оски на симетрија имаш? А колку му е, дали има ротациона симетрија? Значи, ротациона симетрија има ако при вртењето тој најмалку 2 пати биде ист како почетниот. Овој колку имаш? 2 пати. Значи, редот на ротациона симетрија кај првоаголникот е 2. Ако редот е еднаш, таа фигура велиме дека нема ротациона симетрија. Дали ви јасно? Ај се размислете квадратот. Четири пати ќе може. 4 пати. 4 пати. Значи на колку степени ќе се поклопуваат вртењата? До 90. На 90. Еве се уште тоа да го покажеме и за денес доста ни е. Беше. Ајде вака, бидејќи квадратот е правилна фигура, нема потреба да цртаме. Најлесно е за него. Барем во геогебра се цртаат за 2 секунди. Наставниче, Повели? рековте дека денес ќе имаме некоја игра, ќе имаме. Имавме, да, ама не стасавме да ги завршиме овие. Многу време ни требаше да ги нацртаме. За формите и за оската на симетрија прашањата се остануваат за утре во 2, во 14 часот. Значи, еве го повторно слайдерот што е за агол. Пак, ајде да видам уште еднаш. Не го сменив името, требаше да биде. Ќе го оставам истото. Еве, ќе го земам. Сега, ќе правиме ротација на квадратот околу центарот за аголот, што го избравме А. Еве го вака сега. Еве го сега слайдерот горе, гледајте ги аглите. Јас ќе ја пуштам анимацијата од 0. Значи, гледате се, ова е почетна позиција. На колку степени, дали е точно тоа што го кажавте вие, и колку пати ќе се поклопи? 4 пати. 4 пати. На колку степени? 4 пати. На 90. На 90. Значи, тоа значи 90. квадратот. Дали има ротациона симетрија? Да. Така. Од кој ред ќе биде таа? Да. 4. Четврти ред, оти 4 пати. Триаголникот рамностран. Колку пати ќе се поклопи? 3. А рамнокракиот? Еднаш. Еднаш. Значи, дали тој ќе има ротациона симетрија? Нема да има, оти е само еднаш. Не. Добро, дали ви јасно ова? Да. Во ред. Вака да запрам ова. Значи, сите овие анимации што ги правевме, сите цртежи, ќе ги имате вечер, ќе ги имате на видеото, слободно во геогебра, да го снимам ова. Молам? Завршуваме. Да, завршуваме. Вака сега. Значи, сите овие конструкции што ги направивме или цртежи, можете да си ги гледате на видеото покасно и да се обидите сами да ги направите во геогебра. Значи, сега ќе споделам, ќе го прекинам овој прозорец и ќе се обидам да ви споделам, ако имам отворено интернет, ама немам, значи добро, не е битно. Ќе ја посетите веб страната, која што сега ќе ви ја напишем. Ева овдека да го искористам пенкалцето и јас денес нешто. Еве ги сите овие што ги цртавме. И, значи, на оваа веб страна не мора да си мнувате ништо.
geogebra.org. Дури нема ни под Аз се приключи. во ред, таму може да си ги цртате сите тие. Ако си имате собствено акаунт, ако креиравте, може да ви се зачуваат како мене, но ако не, може да си цртате директно на интернет. А за сите мои ученици, во Office 365, во PowerPoint алатката, што ќе ви ја наместам сега, или пак во опцијата, ако си појдете на почетокот PowerPoint, може, еве сега на крајот уште тоа ќе ви го прикажам и ќе завршиме за денес. Наставниче, Повели душа? домашна работа што имаме. Домашна работа еве овие, да си направите презентација во PowerPoint со изработките во GeoGebra. Ако можете да го направите, би било идеално. Доколку можете тоа да го направите. Но и да не можете, не е толку страшно. Значи, вака сега, еве веб страната. Значи, ова повторувам, важи за сите, а особено за моите ученици го имаат директно ти. Откако ќе се логирате на Office 365. Значи, еве вака. Имате PowerPoint опција директно тука. Значи, може да ја отворите директно тука, да си отворите презентација, која што ја отварате онлайн, значи не мора да имате на компјутерот или на телефонот, и во делот Insert, во делот за додатоци ваму десно, треба да имате GeoGebra. Ако ја немате, ево случајот јас ја имам, еве ја, и кликнувате Add, и презентацијата ќе биде богата со GeoGebra. Еве го овде. Кликнувате на првиот дел овдека и вие ќе имате GeoGebra спремна за цртање директно во презентацијата. Но, бидејќи, овдека сега нека си оди тоа, ќе се покажи, бавно ни интернетот, ако не сакате тука да работите, а треба да работите во одредена задача, во делот на Teams. Значи, во делот на Teams. Ще 2 секунди завршиме, воздржете се 2 секунди. Во делот на Teams, секое оделение, значи гостите можат во 600 да појдат. Во делот општо. Веќе домашни пишуваат. Во делот PowerPoint, овдека горе, може да си креирате PowerPoint. И ова ќе биде за сите креирана. А бидејќи вие си имате собствени папки, што се наоѓаат во клас ноутбук, овдека, секој од вас, можете изработката да си ја чувате и тука. Еве го овдека. Овдека има една малецка стрелка што е скриена. Еве, оваа стрелка таа многу ве буни. Кој ќе кликнете на оваа стрелка, јас ги гледам сите ваши, а вие ќе си изберите само вашата и ќе работите во вашата. И можете да го направите истото што ви го кажав. Значи, толку за денес. А гостите тоа како да го правиме? А вие ме бидејќи дали можеш да влезеш во тимот за 600 оделение. Да видам дали имаш деја ти тука. Како се прозиваше? Ивановска. Ама Мислам дека немаш. можам дека не Не си тука, те немам додадено, ќе пробам сега да те додадам, ама уствари нема да можам затоа што се повеќе од 200. Можам само до 200. Значи ти мора да можеш Добро. само на твојот обичен компјутер дома што го имаш, на начинот на кој што објаснив сега, истата постапка е за да додадеш GeoGebra. Значи, толку за денес, не заборавајте, утре се гледаме во 14 часот и наставникот по историја ме замоли да ве подсетам дека утре ќе имате часови со него по распоред по кој што ќе ви го каже тој. Значи, толку за денес, се гледаме утре во 14. Наставниче, во колку часот? Во 14 часот утре. Ме замоли наставникот, значи утре во 14 часот. А историја наставниче? Со наставникот историја ќе имате после тоа со секој оделение посебно. А во колку часот, значи после 3 ќе имате со него. 3-4 оделение по оделение. До гледање. До гледање. Гледање.